медиумите, почитам собственик на компанијата Албатрос, сакам да изразам задоволство што може денеска да ја посетам ова штипска компанија и заедно со менеджерскиот тим да поразговараме за состојбите генерално и во текстилот, меѓутоа и во економијата во нашата држава. Заедно сме овде со заменик претседателката на владата за економски прашања, тука ни е и заменик министерот за труд и социјална политика, тука е директорката на управата за јавни приходи, градоначалникот. Тоа покажува дека сите заедно работиме за иста цел, како да ги подобриме и условите за работодавачите, како да ги подобриме и условите за работниците. И една од најважните придобивки би рекол дека е партнерството. Заради тоа што тоа некако му недостасуваше на македонското општество во изминатиот период. Ние започнавме многу важни процеси во изминатите 2,5 години, тие процеси ќе ги продолжиме понатаму, да помагаме на економијата, да помогнеме на работодавачите, да ги останеме сите пречки кои што беа препрека во развојот на бизнисот, а од друга страна да направиме се да ги заштитиме и работниците и работничките права. И тоа е врзано едно со друго, заради тоа што ако имате еден од овие партнери незадоволен, немаме резултати. Тука ни е и представникот на работодавачите, имаме исто така и представник на работниците, од Сдруженијето Гласен текстилец од Штип, и заедно ги согледуваме сите потреби кои што се однесуваат на ова индустрија. За Штип, за текстилната индустрија беше многу важно и како и на кој начин да ја дефинираме минималната плата. Јас сум горд што навистина владата успеа за овие 2,5 години за 60% да ја крене минималната плата и таа денеска да изнесува 14.500 денари. Меѓутоа, не да застанеме тука, туку со диалог да продолжиме и понатаму да ја зголемуваме минималната плата, како што ќе се менуваат и условите за водење на бизнис во државата и како ќе расте економијата. Навистина значаен или многу значаен момент е тоа што за прв пат веќе се изедначува минималната плата за сите гранки, и за кожарската индустрија и за текстилната индустрија, што до сега не беше случај, и затоа благодарам на сите, на работодавачите и на работниците за диалогот кој што го направивме и со кој што ги постигнавме овие заеднички успеси и резултати. Факт е дека владата донесе многу мерки, многу економски би рекол потези кои што ќе значат подобрување на економската клима. Важно е дека ги изедначиме домашните и странските инвеститори, што не беше случај претходно, дававме повеќе приоритет на странските инвестиции отколку на домашните. И сакам да напоменам дека веќе над 35 милиони евра на 200 компании се поделени пари како директна државна помош во развојот на бизнисот и на економијата. Така да, драго ми е што денеска овие разговори протекоа во констатации дека навистина сме направиле доста во овој дел, меѓутоа ни останува сите заедно да работиме и да направиме уште многу повеќе. И за државата, и за компаниите, и најмногу да направиме за работниците. Заради тоа што сите тоа го посакуваат. Благодарам уште еднаш на можноста да бидеме денеска тука, да ги чуеме проблемите и да едноставно изнајдеме решенија за тие проблеми кои што ги имаме сите заедно. Благодарам.